Го стартуваме новото издание на Телма Амбуланта. Денеска заедно со доктор Даниел Петровски, специјалист, уролог и хирург во Аџи Бадем Систина, ќе отвориме една машка тема, но верувате засегнати се сите. Ќе зборуваме за превенцијата, за раната детекција и за начините како правилно се лекуваат болестите на простатата. Доктор Петровски, добре ни дојдовте во Телма Амбуланта. Фала на поканата. Актуелна е темава, ќе се сложите. Речи си да нема човек, односно маж возрастен после 40-та година кој што не се соочува со било какви проблеми, инфекции или заболувања на простатата, но да почнеме со ред воведно на некој начин што представува простатата, која е незината функција, каде се наоѓа во човековото тело, што значи здрава и нормална простата. Па добро, простатата е орган, односно жлезда, која што припаѓа на машкиот репродуктивен систем и карактеристично е дека секретот кој што таа го лачи излегува во надворешната средина, така да според некој таа представува жлезда кај мажите со надворешно лачење. Инаку, местоположбата на простатата, таа се наоѓа анатомски веднаш под мочниот меур. Инаку низ нејза, преминува, проаѓа уретрата, низ кој што нормално се излегува урината, излегуваат исто така спермата кај мажите и исто така секретот кој што сперматозоидите од тестисите, кај што се формира, преку посебни каналчиња, исто така преминуваат низ простатата и на тој начин излегуваат надвор од мажот. Така да, инаку простатата нормално нејзината тежина изнесува некаде околу 20 грама. Карактеристично е дека после пубертетот таа веќе почнува нормално, да ја добива својата функција, својата големина, својот облик. Инаку таа е во облик на костен, каде што со базата е свртена кон мочниот меур, со врвот е кон уретрата. Други карактеристики се дека како и секој орган, например, таа може да заболи како инфективни заболувања, така хиперплазија, она што е карактеристично кај мажите, простатната хиперплазија. Тоа е зголемената простата, да, зголемената простата. И се разбира дека најсериозно заболување представува карциномот на простатата. Да, во контекст на денешниот разговор ќе ги споменеме и уринарните инфекции, колку се тие честа појава кај машката популација? Па добро, уринарните инфекции, специфично кога се зборува за уринарни инфекции кај мажите, се мисли на инфекции кои што припаѓаат на долниот уринарен тракт. Тука спаѓа и мочниот меур, тука спаѓа простатата, воспалителните болести на простатата, на уретрата, тој изводниот канал од мочниот меур, и спаѓаат инфективните заболувања на надворешните полови органи, односно на тестисите. Карактеристично е тоа што со сите овие се поврзани на некој начин помеѓу себе, така што инфекција која што го зафаќа мочниот меур и кој што зафаќа уретрата може да се пренесе на простатата и обратно, така што во склоп на испитувањата за да се докаже точниот извор на инфекција има специфични испитувања, микробиолошки исследувања, лабораториски исследувања, ултрасонографски, за да се докаже потеклото, местото од каде што е настаната инфекцијата и на тој начин понатаму да се делува на агенсот кој што предизвикува инфекцијата. Така, тоа значи дека дури некоја најмала уринарна инфекција, ако не се третира правилно или навремено, ако не се третира, може да доведе да се пренесе, да предизвика инфекција на простатата, као простатит, или инфекција од епидидимисите, например, да предизвика исто така инфекција на простатата, на уретрата и обратно. Така, ајде тука да ги поканим и нашите гледачи, нашата верна публика на Телма Амбуланта 3076677, добро познатиот телефонски број 02 префикс ако сте надвор од Скопје. Јас и доктор Даниел Петровски ве очекуваме во денешното издание на Телма Амбуланта. Зборуваме за најчестите заболувања и проблеми со простатата, како правилно да се превенирате и кој е правилниот начин на лекување на овие болести. Што вели состојбата за Македонија? Некако мажите имам чувство дека табу тема им е одењето на уролог, посетата на доктор. Да. Каква е состојбата кај нас во смисла на тоа кога најчесто се прави првиот преглед, а кога би требало да се направи? Па добро, сега во последно време има тенденција да и машката популација се јавува нешто почесто на уролог. Тоа значи се зголемила свесноста и информираноста. На некој начин информираноста е зголемена.
така што има значи и помлада популација, на пример од 20-та до 30-та година од животот, значи кои што доаѓаат на уролог чисто да направат превентивни прегледи, значи без да има кај соодветниот пациент некаква тегоба, некаков проблем, значи чисто доаѓа да се провери. А од друга страна пак имам исто такви пациенти кои што за жал доаѓаат значи за било која болест на овие машки генитални органи во касен стадиум, така што и не може некоја многу голема помош да им се пружи. Значи, меѓутоа како и да е, во последно време се забележува тренд дека и помладата популација значи доаѓа на уролог, а исто така има и во последно време и одредени поголеми организации, значи каде што вршат редовно систематски прегледи на година и пол растојание, така што значи мислам дека сепак во последно време има тенденција на покачување на свесноста кај граѓаните на пример во Република Македонија за овие прегледи. Така, што би кажале, кога е вистинско време да се дојде на уролог? Кога е важно да се направи оној прв преглед, еве? Па добро, прв преглед обично е негде околу 40-та година од животот, значи би требало да се направи некој основен преглед. Никогаш и порано ако помладата постојат популација? некои симптоми, на пример, кои што се забележливи, значи било да е тоа некоја болка, било да е тоа промена на орган, се обично се мисли на надворешните полови органи, значи нормално би требало и порано да се јават на лекара. Инаку ако немаат некои проблеми и слично, во тој случај во однос на простатата, значи првичните прегледи се околу 40-та година од животот и понатаму, значи тука се некои основни прегледи, лабораториски прегледи, тумор маркери, ултрасонографски прегледи, така што на некој начин тоа е нешто основно и почетно што треба да се направи, а понатаму во зависност од појава на симптоми, проблеми, тегоби кај пациентот, се прават и комплет, се прават и дополнителни исследувања, доколку има потреба за тоа. Имаме гледач, па да го вклучиме, да го слушнеме прашањето. Добро утро. Ало. Добро утро, повелете. Добро утро, едно праше до докторот. Слободно. Јас сум на возраст од 70 години. Ало. Ве слушаме, господине, повелете. Имам проблем со мокрењето. Често пати ноќно време идам на мокрење. 3 до 4 пати идам ноќно време на мокрење. Па ме интересира доктор да ми каже што треба да правиме. И сега сум направила анализа пред 2 месеци, па сато ми е 4,01. Другите резултати се исто добри. Има околу 42 грама големината на простатата, али ноќно време многу идам на мокрење. Ви благодариме, господине. Одговорот ќе го добиете во продолжение. Сега гледачот значи ги има направено тие основни испитувања, тоа е туморскиот маркер на простатата, кој што е 4, нешто, значи во граници на нормала. Пациентот се жали има проблеми со ноќно мокрење, така што тој ако не примал до сега некаква терапија, треба да почне да прима значи таблетарна терапија и така и се започнува кај овие пациенти, а понатаму таа терапија земаат некаде околу 6 месеци. И ако за овој период значи не дојде до подобрување на симптомите, во тој случај следна фаза е операција, значи. Ајде да го вклучиме и следниот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до доктор Петрески, поздрав до вас. Поздрав и до вас. Благодарам. Имам едно прашање. Имам 62 години, простатата ми е 23 грама, редовно одам на прегледи, никакви проблеми до сега немам. Едино кога ќе пијам газирани сокови, тогаш може еднаш до 2 пати да станам ноќе, али ако испијам еден литар газиран сок. Иначе до сега никакви проблеми. Сексуалниот живот ми е најнормален, секојдневно си го вршам таа, мислам ја обавам таа работа. Дали 23 грама е нормална простата? Ви благодариме. Па добро, со оглед на возраста на пациентот, нормална е. Таа тежина е нормална, така што доколку нема некои проблеми, значи не би требало да започне со било каква терапија. А инаку тоа што се жали дека после земање на газирани пијалоци така нормално станува ноќе, ни препорачуваме кај пациентите кои што го имаат овој проблем со простата да некој хигиено-диететски режим, значи тука спаѓа
што помалку користење значи на газирани пијалоци, на алкохолни пијалоци, жестоки алкохолни пијалоци. Значи сепак тоа дополнително и Сепак влијае дополнително влијае, да, така да еден од советите плюс терапијата се и овие, значи консултации кои што ги даваме во однос на исхрана и заради тоа му се јавува овој проблем на пациентот. Инаку само не кажа дали го има испитано туморскиот маркер кол кафе, така да и тој би требало да се направи со оглед на возраст на пациентот. Да, имаме уште некој. Добар ден. Ве слушаме. Повелете со вашето прашање. Добро, веројатно се исклучи гледачот. Првиот гледач спомена често мокрење. Тоа е веројатно еден од симптомите кои што укажува за евентуални проблеми со простатата. Да. Може да ги споменеме останатите симптоми кои што се, да кажам, иницијални, првични, а асоцираат на некаков проблем. На заболување, да. Па обично, значи, кога се работи за бенигната простатична хиперплазија, значи тоа е болест каде што некакви болки пациентот нема. Значи пред се проблемите започнуваат со уринирањето и тоа со ноќното уринирање. Дневното може да и во некои граници на нормала, меѓутоа еден од првите симптоми се значи станувањето ноќе на мокрење, понатаму губиток на јачината на млазот при уринирање, прекини на уринирањето, домокрување, понатаму осет дека не е доизмокрет пациентот и слично. Значи тоа се симптоми кои што се првични, кои што најповеќе значи ги засегаат пациентите и заради нив и тие се јавуваат на лекар. А инаку во исклучителни случаи, значи ако се работи плюс за дополнителна некаква инфекција на пример и слично, може да се јави појава на покачена температура кај пациентот. Понатаму доколку простатата толку нарасне, а не примал некаква особено терапија пред тоа, може да дојде до, значи, да пациентот воопшто не може да мокри. Значи до акутна ретенција на урина, па да мора да се става катетер кај пациентот и слично. Меѓутоа тоа се веќе поодминати стадиуми на болеста, а инаку оние првични симптоми се врзани со ноќното мокрење, фактички. Така. Имаме гледач, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да прашам за простатата. Ајде, очекуваме. Видите, кај мене е ситуацијата доста забринјавајуќа, затоа што јас ноќе се со поштење помошувам без контрола, не знам. Тоа се прави пижами и доле веќе мокро. Одошто можеш да биде. Опериран сум 5 години од простата, одредена на болница и ме мола да ми помогне докторот. Ви благодариме. Добре. Па сега пациентот е опериран, како што спомнам, мислам од простата. Сега има неконтролирано мокрење, така да би требало да се направи, значи, некои дополнителни испитувања. Тука спаѓа цистоскопијата, уретроцистоскопија, каде што со камера се гледа уретрата и се гледа местото кај што е направена операцијата на простатата, значи, така да може би се работи за некој проблем во однос на интервенцијата кај пациентот, ако нема некое друго заболување пред се на нервниот систем, централниот нервен систем, пореметувања со кичмата, на пример, и слично, кои што би можеле да предизвикаат вакво неконтролирано мокрење. Сепак треба да се јави невролог, па да се направат некои испитувања, исследувања, да се види, да се јави, да се следи, да се види што е проблемот, да. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Да. Повелете. Да го прашам докторот, 2006 година сум опериран од рак на простата, па и го знам. Се до ден денеска пием бондронат и андракур. Се усеќам така добро, али кој ќе одам јас сега на 18 ќе одам на контрола на урологија, имам закажано пред една година. И не знам што ќе ми кажат, а иначе и на онкологија одам секој 3 месеца да примам бондронат, па да го прашам докторот дали има последици од веќе многу години сум опериран. И го знам докторот беше кога бех на операција, го знам докторот назад дете беше што иска. Докторче. Ви благодариме, господине. Пред 10 години е опериран. Да, опериран од карцином на простата. Пациентот спомна дека примал, значи, бондронат, тоа е на терапија која што се дава ако постојат метастази во коски кај пациентот. Така што он сигурно поради тоа што спомна дека оди на онкологија, најверојатно таму и се прават испитувања. Така што тоа е терапија која што се дава во тој случај, значи бондронатот,
А додека останатава терапија која што ја спомна, значи тоа е таблетарна терапија која што е на хормонска база која што делува, така да преку испитување на туморскиот маркер на ПСА, например, што е специфичен за карциномот на простата, се следи неговата состојба и тој најверојатно би требало да го прима и понатаму, меѓутоа дозата која што ја прима, таа може да варира, значи може да биде некоја минимум доза доколку овој туморски маркер се движи пак во некои нормални граници, значи постоперативно. 307667 телефонскиот број на кој што ги очекуваме вашите прашања, да го слушаме прашањето и на следниот. Добар ден. Во програма сте, повелете? Јас? Вие? Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и водителката. Поздрав. Ќе ве молам, јас сум женско едно прашање. Секако, повелете? Јас мочам многу навечер и дење, многу мочам да пијам апсиње за притисок, кој пренеса јаки диуретици, ама ноќите помочувам све, забавле цела мокра. Ќе ве молам кај да се обратам на кој лекар, на уролог ли да одам, кај да зова, никој не знае доктор да ми каже. Благодариме. Па сега пациентот спомна дека прима некоја дополнителна терапија за измокрување, што може би таа влијае, значи, во дадениот случај. Меѓутоа, може би да има проблеми со простатата, значи неконтролирано мокрење, често мокрење ноќе, така да може би во значи едното и другото да го прават проблемот, така да би требало и он да се јави исто така на уролог, да се направат некои исследувања, да се види значи и според возраста на пациентот најверојатно може би има да треба да почне некаква терапија во однос на простатата. Добар ден за следниот, повелете. Добар ден. Ало? Ве слушаме, господине, повелете. Поздрав до водителката, поздрав до докторот. Поздрав. Едно прашање имам. Вика, имам простата од 20 cm, рест урина 5 мл. Добро. Тоа е се, па да ми каже докторот дали е тоа нормално или која терапија треба да Ви примам. благодариме. Ода. Па не, ова што ги спомна овие наоди, значи пациентот се фактички во граници на нормала. Така што ако нема некои посебно изразени симптоми, не ни треба, мислам, да прима некаква терапија. Така, колку грама е нормална простата, како споменав? Нормална, значи, некаде кај машката популација од 20-та до 30-та година на животот е околу 20 грама, од 20 до 30 грама, така што веќе таа почнува над 30-та, особено над 40-та година да се зголемува волуменски, така што се претпоставува дека и тоа зголемување во волуменот придонесува за појава на симптомите кај ова заболување, мада има пациенти што имаат и грама, што имаат тежина на простати над 100 грама, а немаат некои изразени симптоми. Така да тоа зависи од индивидуа до индивидуа, да, индивидуално е. Така. Добар ден за следниот, повелете. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Дали се слушаме? Добро, ќе продолжам јас. Никако современите мажи во последно време стануваат или се посвесни за евентуалните проблеми кои што може да настанат, колку ние впрочем така и во секоја медицинска состојба, колку порано се открие одредена болест, толку нели може да се подобри квалитетот на животот понатака во однос на во однос на третирањето и лекувањето. Дали ако навреме се открие одреден проблем на простатата, може да се спречи појавата на карцином во однос на таа состојба, што би кажале? Па сега нормално е за било кое заболување дека колку се открие порано, толку може да се започне со терапија порано и на некој начин да се излечи болеста. Карактеристично е кај ова заболување, значи кај бенигна простатична хиперплазија, дека нешто посебно за да се превенира болеста нема. Така да тоа е на состојба каде што со текот на годините, значи има не кај секој маж, значи простатата волуменски се зголемува скоро кај секој маж, меѓутоа не секој страда и не секој има потреба да прима соодветна терапија. А за карциномот на простата нормално е како и секое малигно заболување, дека тој си има своји карактеристики, дека карциномот на простата споро расте, понатаму дека пациентите најчесто може и да значи да починат да умрат со ова заболување, а не да е тоа причина за смртниот исход, значи
Меѓутоа, нормално е доколку порано се открие, веднаш може да се започне со соодветна терапија, било да е тоа операција или друг тип на терапија, и нормално да стагнира процесот и на некој начин да пациентот биде излечен од оваа болест. Некои статистики велат дека дури 28% од мажите постари од 40 години или 43% постари од 60 години ги имаат овие симптоми на хиперплазија, односно зголемена простата. Некои статистики за Македонија имате или? Па некои посебни нема статистики за Македонија, затоа што сепак тоа треба, значи, да се водат специјални научни истражувања и така натаму. Но веројатно е чест проблем. Чест проблем е, да. Тоа се испитувања, значи, кои што се правени на големи студии, значи, што ги имате овие податоци. Така што, значи, заболувањето е тоа, процесот започнува негде над 40-та, 45-та година, и најголем број на пациенти кои што се подвргнуваат сега за операција, зборам за оперативен третман, се некаде од 60-та до 75-та до 80-та година од животот, значи. А инаку заболувањето кај помладата популација е поретко. Исто така и за карциномот на простата, тоа е болест, значи, која што посебно зафаќа постарата, повозрасната популација. Така што се предпоставува, значи, на некои испитувања кои што се правени во однос на аутопсии, значи кај пациенти починати, дека наод хистолошки наод на карцином на простата кај пациенти над 80 годишна возраст е некаде околу 80%, значи што е многу често. Значи, заболување, меѓутоа тој пациент не е починат од таа болест, него е заедно со таа болест од некоја друга причина била. Имаме тројца гледачи, па да ги вклучиме. Добар ден. Повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Се јавува за сопругот. Да го праша докторот. Имаше она маркер тумор направено на 11.5. 1,61. Али во ова недела нешто ногата го заболе во глуждот кај палецот, кај прстот. И му рекоа дека е мочна киселина. И сега пие таблети, му е подобро, али не зна дали е од простата или од нешто друго. Ви благодариме, госпоѓа. Што би кажале за ова? Не, ова не е поврзано со простатата. Мочната киселина, односно ацидум урикум, значи, која што е откриена кај пациентот дека е покачена, значи не е причина простатата. И тоа е сосема друга терапија која што ја примаат пациентите, значи за да се излачува, да се намали нивото на мочна киселина во крвта. А простатата, значи, бенигна хиперплазија е сосема нешто друго, така да не е поврзано едно со друго. Нема поврзаност. Да. Добро. Уште двајца гледачи, да ги слушаме прашањата, повелете. Во програма сте, да слушаме. Добар ден. Диото, поздрав за докторот. Поздрав. Вака, едно прашање, имам 50 години и бев на уролог, ми кажа здебелена простата, нели, со годините. Добра. И првото мокрење од савале ми е малку тежното, значи помал лас на мокрење имам, така да после преку денот се нормално, а ноќеска не станам уопште, мислам, помокрење, многу ретко еднаш како стана. Па ме интересира што е проблемот. Па добро, кај гледачот што се јави, може би се некои почетни симптоми од ова заболување, така да, значи, тоа е дали во интензитет ноќното мокрење се јавува, дали како што он вика првиот млас сабајлечки е послаб, значи тоа се веќе некои почетни симптоми. Меѓутоа, кај овој пациент, значи, може би се уште не е за започнување со некоја активна терапија, евентуално со хигиено-диететски режим, тој што го спомнав на почетокот, значи, евентуално може на тој начин да се обиде, значи, едно одреден временски период, а ако не дојде до подобрување, значи, или ако се појави плюс ноќно мокрење, така натаму, тогаш сигурно ќе треба да започне со соодветна терапија. На лекар. Да го слушаме прашањето и на следниот. Повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Едно прашање до докторот. На возраст сум од 67 години. Имам зголемена простата. Користам лекови, талусмин, така ми се чини дека се викаше. И сега со мокрењето немам проблеми. Имам ноќе станувам поеднаш до два пати
преку ден редовно мокрам, али со чести прекини некогаш. Некогаш нормално, некогаш со прекини. Друго немам испитувано, тоа ТРС ги испитува, еднаш имаше 32, во нормална беа и повеќе не сум бил. Лекој што го користам повеќе години, тоа е талусмин, ми се чини дека се викаше. И да видам докторот што ќе ми каже за понатака. И благодарам однапред. Ви благодариме. Па сега, како што спомна гледачот, значи он подолго време користи лек, тоа е лек тамсулозин, како што кажа, кој што припаѓа во алфа-блокаторите. Сега има уште една група на лекови кои што се дават и тоа обично кај простата која што е над 30-40 грама во волумен. Значи тоа е лек значи кој што е на хормонска база, кој што е 5-алфа редуктаза инхибитор, значи ги има тие различни од различни фирми, значи лекови. Така што евентуално може би да започне со дополнително ваква терапија, да види како ќе биде ефектот, значи околу 6 до 8 месеци. И ако и понатаму се изразени симптомите, во тој случај, значи после оваа терапија следи оперативен третман на простатата. Добар ден за следниот. Повелете. Немојте ме исклучите. Ве слушаме, господине, повелете. Сакам да се уклучам кај докторот. Од Добрица, ево. Добро, имате конкретно прашање на темава? Да. Ајде, ве слушаме. Имаме многу гледачи, па да им дадеме предност на сите. Повелете со вашето прашање. Ало? Господине, ќе ве замолам да зборувате во телефонска слушалка, да го намалите ТВ приемникот, за да можеме многу побрзо да контактираме. Ало? Повелете со вашето прашање. Ало, ме слушате? Ало? На левата страна од тесисот. Добро. Имам Повелете. болки. Ало, добар ден за следниот. Дали се слушаме? Да. Ќе ве замолам да го поставите вашето прашање. На левата страна жилата од тесисот ме боли повремено. Се слушаме. Да, добро. Ми сме го поставија прашањето. Да. Добро. Тешки боли што не можам се виткам, значи, ама стално не са често. Па тоа прашање, ако може да го добијам. Добро, господине. Се помачивме, ама разбравме. Да, па вака како што кажа гледачот, значи се жали на болка, најверојатно се работи за некаква инфекција, значи он како што рече, и таа жилон мисли, значи тоа е епидидим, тоа е еден орган кој што е залепен за самиот тестис. И тој кога ќе се воспали фактички личи како едно задебелување, баш како он што вика како жила, така да најверојатно и пошто подолго време го има проблем, може би некој хронично воспаление, така да би требало и он да се јави на лекар да се види, значи дали ќе има потреба да прима соодветна терапија и слично. Добро, едно прашање јас да поставам. Кои се најчестите причини или ризик фактори заради кои што доаѓа до појава на проблеми со простатата воопшто? Па се ризик фактори не може да се одредат некои конкретни ризични фактори. Значи тоа е болест, како што реков, која што е поврзана со возраста кај машката популација и која што е поврзана најверојатно етиолошки, значи со машкиот полов хормон, со тестостеронот, со дихидротестостеронот. Така што правени се голем број на испитувања, значи што би можело да биде причина, меѓутоа ниту едно од тие испитувања не докажало, значи конкретен фактор. Така што се мисли дека овие два причинители, значи се единствени кои што доведуваат до појава на оваа болест. Истата, значи, не може да се спречи, меѓутоа може да се стагнира на некој начин, да се лечи, меѓутоа таа и понатаму прогредира и на крај најверојатно кај оние што веќе има започнато терапија и кои што не реагираат на таа терапија после одреден известен временски период, значи да се подвргнат на операција. Значи, некогаш се претпоставувало дека почестите инфекции во младоста, например, на простатата, простатитисите, значи дека се тие еден вид причинител, меѓутоа конкретно нешто не може да се каже, значи што доведува до
До појава вакво на- до зголемување, до хиперплазија на простатата, да. Да, дел од моите пријатели ми рекоа задолжително да ве прашам дали велосипедисти Да. страдаат од овој проблем, проблеми со простата, бидејќи тие се нели секојдневно или многу често на велосипед, по неколку часа. Па добро се, обично, значи местоположбата на простатата е таква што значи во таа седечка позиција кај велосипедистите таа трпи некаква компресија, значи од надвор, некаков притисок, така што ако немал претходно велосипедистот некој проблем, некаква инфективна болест и слично на простатата, значи некој ретрит, простатит и слично, дека таа не би можело да предизвика некој посебен проблем. Меѓутоа, ако веќе имал во анамнестички некакво воспаление, па макар и тоа било, значи, без некој асимптоматско, значи, може би кај нив да се јави некој проблем во однос на уринирањето, или може да дојде до појава на инфекција ако таа била некоја во скриена форма и слично. Меѓутоа, некај сите се ова тој проблем, така да не може генерално да се каже дека е причина, значи, возењето велосипед, појава причина за некаква инфекција. Значи, може би бил во некој контакт, а не било тоа откриено, значи, со некои испитувања и слично. Имаме и двајца гледачи кои што не чекаат. Добар ден. Повелете, во програма сте, да го вклучиме првиот. Добар ден. Ало? Ве слушаме, Добар ден, господине. јас сум да му поставам прашање на доктору. Слободно. Ама не може да ме уклучите. Господине, во програма сте, ќе ве замолам да Програма сум. преминете на вашето прашање, да. Се јавувам од Охрид. Поздрав до Јавувам од Охрид. Охрид. Имам зголемена простата. Сега ми е 82 сантиметри. Што нам там? Добра. Да. Пијам водар, сега пијам на други лекови. Добро, ви благодариме. Мислам дека имаме... Да молам, да сакам да прашам. Јас спорна година имам ова. Паса ми е 4. Околу 4. Кога направам ехо, имам 10% урина кој ќе измокрам. Добро, ви благодарам многу. Добро, гледачот, значи има зголемена простата, околу 80, тоа е волумен кој што он го кажа, 80 см кубни. Најверојатно резидуална урина околу 10 мл, што е малце, значи е нормална резидуалната урина. Големината на простатата фактички може би одговара за евентуално некој тип на операција да се изврши кај пациентот. Сега тоа зависи од симптомите кои што ги има, дали станува преку ноќ, дали јачината на млазот е послаба, дали тоа му прави некој проблем, значи, на пациентот. Ако ги има тие субјективни проблеми, значи во тој случај би требало да се оперира. Најверојатно и не се работи за карцином на простата заради тоа што ПСА-то е ниско, во граници на нормално, околу 4 мислам дека. Да, така спомена. Да го слушнеме прашањето и на следниот, ако е се уште на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, јас едно консултативно повеќе прашање со докторот. Се работи за дедо ми, 79 годишен. Колку години рековте? 79. Добра. Приматам целосин 0,4, тута стерит 0,5. Сега, значи, сите испитувања се во граници на нормала, дури и под нивото, зборам за ПСА, рестурина околу 10 мл. Меѓутоа, сега тој многу почесто мокри, да речем, отколку пред година дена, две, кога е воведена терапијава. Прашањето ми е дали треба да се направи можеби рестрикција на овие лекарства. Дали нешто да се исклучи. Благодариме. Фала, пријатно. Па не, сега најверојатно кај пациентот, значи, на некој начин прогредира болеста заради тоа што он субјективно, значи, он станува почесто неголи порано, така да, значи, одговорот на оваа терапија најверојатно веќе се намалува. А инаку, ако се исклучи некој лек, нема да се постигне некој подобрување кај пациентот. Имаме двајца уште гледачи. Повелете за првиот. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Јас сум во програма, така ли? Вие сте, господине, го очекуваме Јас сум вашето господине, прашање. 5 минути чекам, ми исклучува телефонот. Простата ми е 33 милиметра. Пијам танис Добра. и не мокрам ја. Од ова овде се јавуваме само да ми извините сега мочковците. Дали е добра простатата 33 милиметра? Симетрична, вика хомогена, симетрична, со волума на 33 милиметра. Дали ми е добра простатата? Сега ќе добиете одговор. Благодариме. Па добро, вака волуменски е добра со оглед на возраста на пациентот. Меѓутоа, значи, ја како што спомнав, не само волуменот на простатата е битен за одредување на терапија или понатаму за операција. Значи, пред се не го кажам туморскиот маркер колку му е и нормално треба да се направи дигитален ректален преглед. Значи, тоа е преглед на простата кај што директно со прст истата се палпира. Така да, значи, тој преглед спаѓа во доменот на уролошката пракса, значи. Така што и тој треба да се направи и да се види, значи ако пациентот нема некои тегови, во тој случај не ни треба да прима терапија. Сепак треба да се јави на уролог, да се значи јави за на некои уролог. дополнителни испитувања. Добар ден за следниот, повелете. Поздрав до емисијата за докторот и до водителката. Поздрав и до вас, господине. Ве молам едно прашање за докторот. Ајде. Имам проширена простатата. Добра. Ме интересира дали смеам да пијам ракија помалце и да јадам луто. Добра. Значи прашањето ваше е во однос на исхраната. Да. Па вака, значи јас спомнав на почеток дека обично кај машката популација, значи која што веќе прима одредена терапија, значи не се препорачува користење на жестоки пијалоци, јадење на љута исхрана, кисела многу и така натаму за чинета и слично, да, тоа треба да се избегнува заради тоа што може дополнително да му се јави проблем. Сега ако е тоа во некои нормални количини, значи може би да не му прави некој посебен проблем. Но сепак треба да се води внимание и за тоа. Да се направи некоја рестрикција, да, во однос на тоа. Да го слушнеме прашањето и на следниот, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Повеле. Убав ден, убава недела. Поздрав. Поздрав и до вас. Повелете со вашето прашање. Господјо, ќе ве замолам да зборувате во телефонска слушалка, за да можеме побрзо да се разбереме. Вака сега. Сакам да прашам. Ајде. Сопругот пие танис, да, на телефонот зборувам. Танис, овие испитувањата се во рамките на дозволеното, ПСА-та е некаде на кај 4. Сега, Вака, бидејќи имаме проблем со комуникацијата, да преминеме на следниот. Добар ден. Добро, веројатно немаме гледачи, ве очекуваме да се јавите со вашите прашања на 30766777. Ајде, бидејќи треба и за некое време да финишираме, во однос на лекувањето да споменеме, бидејќи тоа е важен сегмент од целата оваа ситуација. Па добро, во однос на лекувањето, значи на бенината простатична хиперплазија, најпрво се започнува со медикаментозен третман, значи тоа се неколку видови на лекови кои што се дава, значи одреден временски период и карактеристично е дека доколку има ефект, значи пациентот не смее да ги прекине истите, затоа што ако ги прекине после краток временски период пак се повторуваат симптомите. Тоа е доживотна терапија? Тоа е доживотна терапија, фактички, како секоја терапија на пример за диабет или за хипертензија и слично. Значи додека добро се чувствува пациентот, ја пие таа терапија. Кога веќе нема да има одговор на терапијата, кај што симптомите ќе станат поизразени, во тој случај се преоѓа на оперативен третман. Значи има повеќе видови на операции, сега се нормално дека секој пациент индивидуално се подложува на таа операција која што одговара, значи на болеста, на возраста на пациентот и слично. Дали секоја појава на зголемена простата може да доведе до појава на карцином или пак е индивидуално? Пак е индивидуално. Значи ја како што реков дека кај секој маж фактички доаѓа до
зголемување на простатата над 50-та година од животот, меѓутоа некај секој се појавува карциномот, така да не постои некоја директна корелација, така да има пациенти кои што и никогаш и не ни примале било каква терапија за простата, која ќе дојдат веќе со карцином на простата. Така се во напредната се во напредната фаза. фаза, така да нема некоја директна поврзаност помеѓу едното и другото. Да ги вклучиме нашите следни гледачи. Добар ден. Повелете. Денес имаме некаков проблем со комуникацијата, ќе ги замолам сите да имате покуси прашања и да зборувате во телефонска слушалка. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме. Ајде, повелете, господине, со вашето прашање. Пијам танис по доручек ова сат. Дали смејам, го прашувам доктора да пијам простамол уно, гледам рекламираат и тоа да го пијам или не. Добро. А простата ми е 0,33 милиметри. Се уредно, викам, издасно. Па сега, пациентот веќе прима еден вид на терапија, така што ако и другиве параметри му се нормални, ако он се чувствува субјективно добро, значи нема потреба плюс дополнителен лек да прима. Така што ако веќе нема одговор на овој лек, во тој случај може да се прави некаква друга комбинација во однос на терапијата. Добар ден за следниот. Повелете. Добар ден. Повелете, господине. Да го прашам само докторот нешто, користам од Германија Проста Фортоне Уно лек. Дали он запознаен со тој лек? Конкретно со тој лек не, меѓутоа според називот, значи на лекот, според името се работи, значи тоа е за фитотерапија, значи тоа е терапија која што не е на база на некој лек, значи на активна субстанца, меѓутоа која што исто така во почетните стадиуми на заболувањето може да се користи. Така да сепак и он треба да се јави на уролог, значи дополнително да се направи туморски маркер, значи контрола да се направи тој дигитален ректален преглед и слично. Добар ден за следниот, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господине. Сакам едно прашање до доктор. Ајде, затоа сме тука. Па имам простата, големинта е 39,7. Да. Навечер мокрам почесто, 2 до 3 пати, и осеќам болки меѓу органот и ногата, некогаш посилни болки, некогаш послаби. Лекарите викат дека е не кила. И сега дали е кила, дали што е нешто од простата, а лекарства не пијам никакви, почнав да пијам, ми паѓа притискот, многу ми паѓа од Коран сум пијал, и танус, и од двата лекови притискот ми паѓа и престанав да пијам, не пијам никакви лекарства. Добро, благодариме. Сега гледачот спомна дека ПСА најверојатно му е 9,7, така спомна. Така што тоа е пак високо ПСА, треба да се јави на уролог, сепак да се види, значи, и состојбата со простатата како е, а и тоа што вели он дека има можеби и кила, значи треба да се прегледа, да се види дали се работи за кила или се работи за простата. Дали болестите на простатата може да влијаат во однос на плодноста? Па сега конкретно во однос на плодноста, овие заболувања, значи бенина простатична хиперплазија, да кажеме едно заболување кое што е сепак поврзано, значи, со популацијата над 50 годишна возраст, така што во однос на проблемот со стерилитет кај машката популација, сепак тоа се помлади пациенти, значи помлади луѓе кои што го имаат овој проблем, така што нема некоја директна корелација. А за инфективните заболувања, значи воспаленијата на простатата, во некој случај може би да прават некое пореметување во однос на спермограмот, значи кај мажите, така што при појава на инфекција се дава одредена антибиотска терапија, одреден период, после тоа се прават контролни спермограми, значи да се види дали има подобрување на спермограмот или не. Некоја директна, значи, корелација на бенина простата со стерилитет нема, да.
Го споминавме карциномот, хиперплазијата, односно зголемената простата, накусо само и за простатитисот, и тоа е едно заболување кое што се случува. Добро, простатитисот, тоа се веќе воспалителни, спаѓаат во воспалителни болести на простатата. Тоа е на посебна група на, нормално на заболувања, каде што во основата лежи некаква бактерија, значи дали се тоа грам позитивни, грам негативни бактерии и слично. И нормално дека воспаленијата на простатата тие трпат соодветна други некои клинички исследувања за да се докажат, значи микробиолошки испитувања на урината, на спермокултури, исто така дигиталниот ректален преглед, значи при воспоставување на дијагнозата, значи, а третманот се разбира или комбинација, значи сепак зависи од пациент до пациент, значи дали е тоа антибиотска терапија, дали е тоа некои алфа блокатори, дали се тоа некои нестероидни лекови против болка и слично, така што, значи, тоа е на посебна група на заболувања кои што нема директна врска со бенина простатична хиперплазија. И еве како за крај еден ваш совет, навистина денеска имавме голем интерес од страна на гледачите, доказ дека навистина голем дел од машката популација страда од заболување на простатата. Колку често треба да се прават прегледи, дали советувате еднаш годишно, превентивни прегледи? Еден совет на некој начин за крај на разговорот. Па нормално сега, значи овие прегледи, како што реков на почеток, се значи карактеристично е дека би требало да се прават кај машката популација веќе на 40-та година од староста, а додека при појава на било каков симптом, болка, неодредена некоја тежина во предел, значи на половите органи во предел на долниот дел на карлицата и слично, дека треба да се прават и порано овие прегледи. И се советува, значи, на машката популација да не се срама, значи, да се јават на лекар, да тоа го направат и кај своите матични доктори, па после тоа да бидат препратени на уролог, значи, така што во нивни прилог е да било каква промена се открие што порано. Дали се работи за инфекција, дали се работи за зголемување на простатата или било какво друго заболување. Така, секој маж над 40-та веќе мора да има направено веќе еднаш, значи, преглед на уролог. На година или на година и пол, значи треба се прават и основни прегледи. Доктор Петровски, благодарам за одвоеното време, заради тоа што денес бевте дел од Телма амбуланта и си направивме еден ваков убав разговор. Благодарам на поканата.